ова издание. Путин го потпиша законот за припојување на 4 украински региони. Западот и Украина категорично го отфрлија. Високите сметки на струја причина за собствениците на хотели до Охридското езеро да инвестираат во фотоволтаични панели. Што и колку заштедуваат? Сторија на Гласот на Америка од Калифорнија. Како придружниците и најдобрите пријатели на човекот кучињата ги прават прифатилиштата за бездомници топол дом. За ова и повеќе останете со нас. Ќе ви кажам. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Рускиот претседател Владимир Путин денеска потпиша закон за официализирање на анексијата на 4 украински региони, потек кој нашироко се осудува како незаконски. И што следи додека украинските сили напредуваат во контраофанзива за да ги вратат областите под руска контрола. Еве ги најновите детали. Официјални лица инсталирани од Русија ги спроведува, како што ги нарекоа, референдуми во тие области. Украина и низините западни партнери заедно со Обединетите нации ги отфрлија тие гласови и севкупните напори за анексија, велејќи дека гласањето се одржа под принудни услови и не ја представува волјата на народот. Генералното собрание на Обединетите нации се очекува да гласа за нацрт резолуција со која ќе се осуди тврдењето за анексија на Русија. Неколку часа претходно Зеленски на Твитер му се заблагодари на американскиот претседател Џо Бајден по најавата за нова воена помош од $625 милиони. Лора Купер, заменик помошник секретар за одбрана на САД за Русија, Украина и Евроазија, изјави дека пакетот е прилагоден да ги задоволи непосредните потреби на Украина и да задржи импулс на војување на истокот и на југот. Русија го критикуваше потегот на САД, а рускиот амбасадор во Вашингтон Анатолиј Антонов го нарече непосредна закана за стратешките интереси на земјата. А што велат жителите на украинскиот град Изјум, кој сега е под контрола на Украина по 6 месеци руска окупација? Украинските официјални лица велат дека 90% од градот бил уништен по речиси 500 воздушни напади. Гласот на Америка јавува од овој град кој се наоѓа на 20 на километри од првите борбени редови. Месеци под руска окупација, украинскиот град Изјум во регионот на Харкив е речиси целосно уништен. Смртта се чувствува во воздух. Се гледаат знаци на тортура и слики на тага. Травматизираните жители велат дека не можат да поверуваат, оти хоророт е завршен. Украинските сили го ослободија градот на 10 септември. Истражителите велат дека откриле масовни гробници и соби за мачење. Населението на Изјум се намали од 50.000 пред руската инвазија на 10.000 според официјалните бројки. Андри е меѓу оние што останале. Тој засолнил 60 луѓе. Вели дека истата зграда, што е културно наследство од 1840 година, служела како засолниште за жителите на Изјум за време на Втората светска војна. Были ужасни обстрели у нас. Имаше ужасно гранатирање. И сами може да забележите. Едва и преживеавме. Беше ужасно, страшно, опасно. Андри вели дека руските војници го соблекле во дворот да проверат дали има тетоважи со украински национални символи. Некои од жените биле уапсени бидејќи во пораки до пријателите ги споредувале руските војници со монструозните борци од книгите на Господарот на прстените. Во септември се појавиле војници, но со украинска воена униформа. А после вот этих 6 месяцев, что мы здесь были, овие беа нашите војници. Искрено, како да имав кнедлав грло. Плачевме. Ке помине долго време пред животот да се врати во градот, кој сега е под украинска контрола. Сега одиме во Македонија. Ем заштита на животната средина, ем пониски сметки. Хотелите покрај Охридското езеро почнаа да поставуваат фотоволтаични панели како излез од растот на сметките за струја. Станува збор за скапи инвестиции од околу 150.000 евра, но долгорочно велат се исплаќа. Мики Трајковски има повеќе детали на оваа тема. Високите сметки за електрична енергија ги натера собствениците на хотели покрај Охридското езеро да инвестираат во поставување на фотоволтаици на своите објекти. Иако станува збор за инвестиција од околу 150.000 евра, велат дека тоа е единствен спас од порастот на цената на струјата. Па од прилика околу 250 киловат часа инсталирана енергија, тоа ја намалува сметката кај нас во овие месеци јуни, јули, август, кога е најголемата гужва, за едно 70%
100%. Летово е добро затоа што имаме електрична енергија до 7 и нешто, нели, некакво производство. Имаме многу барања во Охрид, охридскиве хотели кои сакаат да постават фотоволтаици, нормално да ги смалат трошковите и за да бидат конкурентни на пазарот, да останат во живот. Хотел Грани ги поставивме фотоволтаиците почетокот на месец август. Инсталиравме 120 киловолти мощност, максимално колку што можеше на кровот. Има ефект во секој случај, значи сметката е намалена некаде од прилика за 5000 евра од минатиот месец. Аравија понатака би размислувала дополнително се стават некаде уште 50-60 киловолти, така да го заокружиме тој дел. Котамаски вели дека ова е еднината на туристичкиот сектор со оглед на тоа што сметките за струја кои ги добиваат сега се за неколку пати повисоки од претходно. Во вакви случаи инвестицијата побрзо се враќа со вакви цени на струја, но сепак мислам дека е добро решение. Тој што може да го направи е добро решение. Сите размислуваат кој како може да го постави, да го направите. Имаме некои примери што плаќале порано 10-15 илјади евра, кај што му стигнаа сметки до 97-8 илјади. Не може да дојде по 5 или по 10 евра по ноќевање електрична енергија. Тоа никаде го нема во светот. Затоа сега за следнава година немаме уште цени, ние даваме цени, никој не ги прифаќа како такви. Некои веќе се подготвуваат да постават ваков систем. Веќе аплициравме за кредити, за да можеме да направиме за фотоволтаична енергија, да ми може бар да спасиме 40 до 50% од тие основни трошоци кои ги имаме во врска со електричната струја. Доаѓаат зимски месеци, па стравот од уште повисоки сметки ги плаши хотелиерите. Некои излезот го гледаат во привремено затварање на капацитетите или пак во отпуштање на вработените. Само во туристичкиот сектор на Охридско-Струшката ривиера има околу 3000 вработени. Инаку неодамна, владата поради енергетската криза ги поедностави процедурите за поставување на фотоволтаици. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. За крај на News Flash, кучињата често ги придружуваат бездомниците, но за нив е забранен влез во засолништата. Гласот на Америка разговараше со невладина организација во Лос Анџелес кој им дозволува да живеат заедно. Еве ја сторијата. Ова е заедница со привремени засолништа за бездомници, а за некои од нив е и дом за нивните кучиња. Управувана е од невладина организација, чии членови велат дека кучињата може да помогнат во процесот на заздравување. Повеќето засолништа не дозволуваат да се внесуваат кучиња, така што емотивната поврзаност со нив се губи. Секој што чува куче знае дека тоа е неговиот најдобар пријател. Ерик Лори, кој живее во оваа заедница во Лос Анџелес, го дели неговиот простор со своето куче Попо. Луѓето прашуваат што прави бездомник со животно, но тие им помагаат. Но за разлика од кучињата кои им помагаат на слепите лица, кои за тоа се тренирани и лиценцирани, овие се обични кучиња, односно лојални пријатели. Девор Вестон, уште еден жител на оваа заедница, исто така е горд на своето куче. Бев на улица неколку години пред да дојдам овде. Ми помогнаа да најдам работа, храна, сместување. Постојат и правила, вели Ванда Вилијамс. Тие мора да осигурат кучето да биде врзано кога треба, како кога шетате во соседството. Мора да се грижите и да бидете одговорни, за тоа милениче. Експертот за кучиња и автор вели дека грижата за други, независно дали се работи за луѓе или животни, исполнува. Ни дава чувство на вредност што не можеме да го добиеме на друг начин. Иако имам работа и дом, моите кучиња ми даваат смисла како ништо друго. Како придружници и најдобри пријатели, кучињата ги прават засолништата за бездомниците топол дом. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме.